Да, на тема култура во продолжение во утринската програма и последниот разговор за денеска, поврзан со фестивалот Акто. Изложбата Нема време за работа, нема време ослободено од работа, беше отворена на 3 септември, се затвора утре 24 септември и е во Националната галерија Мала Станица. Изложбата е во рамки на фестивалот за современа уметност Акто, а за ово утро разговарам со Ивана Васева, кураторка и организаторка на Акто. Добро утро, Ивана, и добре ми дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Веднаш да ја разрешиме дилемата на почеток, така и ќе почнеме. Акто беше порано стациониран во Битола, се одржуваше на класичен начин, неколку слејани дена и толку. Во последно време се случува во Скопје, има настани во текот на целата година. Зошто оваа промена? Да, ова го објаснуваме изминатите 4 години како прашање. Да, Акто беше карактеристичен за тоа што се случуваше во Битола и тоа што беше последователно неколку дена со интензивна програма и настани. Од пандемијата не прииспита, не праша сите што правиме и како правиме и зошто тоа го правиме. Одлучивме да го прииспитаме значењето на зборот фестивал, на прославување заедно и да не биде само 3-дневно случување во текот на годината, него да правиме настани кои што ќе се случуваат цело време. Односно, Акто прерасна во платформа за современи практики и истражувачки проекти, каде што има своји поп-ап јавни настани во различни периоди во текот на годината. Секако, она што ни е важно за Акто е тоа дека соработуваме со различни колективи, уметници, културни работници во текот на годината. Не е тоа што да го правиме самостојно, така да се обидуваме да покренеме една колективност која што ќе се провлекува низ поголем временски период. Пред да се насочиме кон изложбата, кон публикацијата, во неколку редови за значењето на Акто за македонската култура? Акто е еден од ретките алтернативни, би рекла. Тоа е некако некој збор кој што го објаснува разликата меѓу официјалните фестивали и оние кои што ги се создадени од граѓанскиот сектор. И еден од ретките со толкав континуитет и традиција. Значи 19 години се случува, првите 15 во Битола, изминатиот период во Скопје, но и во други градови. Отвориме Акто и во Прага во крајот на ноември, во Софија отваравме, претходно повторно бевме во Прага, на различни локации, така што Акто се здружува со различни ентитети, со различни физички лица и граѓански организации во градење на некакво поправедно и поеднакво општество преку уметноста и културата. Секако кај нас за Акто е важно првенствено современата мисла и тековните развои во уметноста и во културата. Така. Сега да се вратиме на поводот. Изложбата, публикацијата, кажавме, изложбата отворена на 3 септември, се затвора утре 24 септември. Да, нема време за работа, нема време ослободено од работа дојде на покана всушност на организацијата Индриха Лупецки од Прага, организација со која што долго време соработуваме, на темата на уметничката работа и трудот во уметноста, кој што не е валоризиран, не е признан, и со тоа самите уметници и културни работници живеат под прагот на некаква економска стабилност, би рекла, економска обштествена стабилност. Таа е резултат на долгогодишни наши заложби на организацијата Факултет за работи што не се учат кои во позадината на Акто фестивалот, но и на различни наши соработници, како што е Виолета Качакова, со која што заедно редуваме публикацијата која што ќе се промовира утре. За таа цел нема време за работа, повика 10 уметници од Република Чешка, Словачка, но и уметници од поранешниот југословенски регион, се уште така го нарекуваме, кои што зборуваат на оваа тема. Она што е специфично е дека во нашиот контекст, колку и да е нестабилен за граѓанскиот сектор, за невладините организации, за самостојните уметници, културни работници, сепак има една бенефиција која што е станата, која што се уште треба да подлежи на подобрување, тоа е статусот на самостоен уметник, со кој што уметниците добиваат месечни надоместоци во форма на здравствено пензиско осигурување, но на некоја фиктивна нето плата. Секако тоа има своји специфичности и не се овој статус не е да речеме во најдобри рамки не функционира, бидејќи не се исклучени и останатите културни работници и така натаму, но во Чешка и во Словачка тоа е нова иницијатива. Се собравме заедно за да поразговараме за тоа да ги споделиме нашите искуства и да можеме некако да си помогнеме заедно. Така да во оваа изложба преку уметничките проекти на
да ги набрам сите 10 уметници, можеби секако дека е важно. Тоа е Данило Прња, Таленка Ѓоројевиќ, Матеј Ступица, Селма Банич, Хевит колектив, Доротеј Нешовски, Барбора Кленфанфова, Павла Шчаранкова, Стони Телерс, Лукаш Хофман и заборувам 10-тиот уметник. Мислам дека 10 беа точно. 10, да. Како што успеав да ги избројам, како што Ирка ги кажам? Скала. Добро. Така, тие зборуваат на оваа тема во различни контексти, секако и од различни пристапи, но ова ни беше клучно, како да се собереме заедно, да ги дознаеме нивните поединечни приказни и сето тоа беше представено преко аудио дело, во кој што тие ги кажуваат своите замислени идеални позиции во нивниот контекст и секако листа на барања, кои што ги бараат од институциите како би се подобрила нивната ситуација. Тоа е фокусот на изложбата. Тоа е пораката која што треба да се пренесе. Кажавме отворена на 3 септември, се затвора утре, меѓутоа утре се промовира и публикацијата. Прекарно за почетници. Прекарно за почетници, или како да се подобрат условите во уметноста и културата, тоа како што реков и на почетокот е резултат на една поголема заложба. Искрено 10 години трае таа заложба која што работиме заедно со Виолета Качакова, но тука беа вклучени многу други, да ги споменам, Билјана Тануровска-Ќулавковски, Филип Јовановски, Оливер Мусовиќ и многу други кои што делувавме заедно како да се подобрат условите на самостојните уметници преку правилникот. Во рамките на Министерство, но исто така имаш иницијативи за промена на Законот за култура во неколку наврати, кој што се уште не е донесен. Во овој закон многу беше важно, бидејќи за прв пат се признаваше позицијата на културните работници во поширок контекст, не е тоа само самостојни уметници. И секако многу други бенефици, но се уште овој закон не е донесен. Така што овој приречник, би рекла, или оваа публикација некако ги мапира условите и состојбите во македонската култура и уметност гледана од некој поширок контекст, општествено политички, и законите, односно сето она што правно ги обврзува уметниците и културните работници. Се надеваме дека ќе биде од помош. Тоа е нашата главна цел. Ќе биде од помош на сите оние кои што после завршувањето на факултетот за ликовни уметности или одлучуваат да се бават со уметноста и културата, да знаат во какви услови делуваат и кои се нивните работнички права. Така. Ако треба да дадеме оценка за актот 2024, едно резиме да направиме досега? Да, актот беше интензивен оваа година. Беа серија на мурали, 4 мурали на националните установи во Прилеп и во Кичево, на Теодосиј Галуганов во Скопје 2 мурали, градот ме тера да пеам во Битола музичкиот настан посветен на Мирко Попов, изложби 2 и има уште неколку настани до крајот на годината. Така, до декември. До декември. До празниците. До празниците. Па тогаш се заокружува актот, верувам со исто темпо и следна година. Се планира. Се надеваме. Веќе. Да. Благодарам уште еднаш за гостувањето.